Дали парите од општинскиот буџет да се потрошат за изградба на парк или пак за ново возило за потребите на администрацијата? Градоначалникот сигурно има аргументи зошто треба да се реализира едното или другото, но покрај мислењето на локалните власти за тоа каде да се трошат народните пари, важно е што мислат оние што ги даваат парите – граѓаните. Учеството на граѓаните во подготовка на буџетот на централно или на локално ниво се вика партиципативно буџетирање. Презентирањето на буџетските планови на разбирлив начин представува врска помеѓу администрацијата и деночните обврзници кои сакаат да знаат каде се трошат нивните пари. За да не биде неоднасочна оваа врска, властите треба да бидат транспарентни. Што значи тоа? За граѓаните вистински да се вклучат во донесувањето на одлуките, потребно е општините и владата да ги објавуваат сите документи и повици преку своите службени гласила, веб страници, медиумите. Според календарот за работа на општините, јавните дебати и расправи за подготовка и донесување на буџетските програми се одвиваат до 20 октомври, односно до 15 ноември во годината. На централно ниво до крајот на месец август, односно до крајот на месец октомври. Но и тоа не е доволно. За подобро буџетско планирање, потребно е буџетот да се представи на начин разбирлив за граѓаните. Например, граѓаните сакаат замена на дотроеното улично осветлување веднаш. Општината пак има план за користење на обновливи извори на енергија за осветлување, чие спроведување ќе трае подолго, но ќе донесе повеќе придобивки за заедницата на долг рок. Преку заедничка комуникација, граѓаните и општината треба да се договорат на кој начин ќе бидат спроведени двете активности за доброто на сите. Директното давање идеи и предлози за начинот на распределба на јавните финансии е демократски процес за вклучување на заедницата за носење на решенија кои ќе придонесат граѓаните да го подобрат сопствениот живот со сопствени потреби и учество и администрацијата да развие партиципативно и одговорно владење на кој ќе му се верува.